Неколку стотици килограми отпад, шут, искршени гранки и сува трева расчистуваа 50 на млади од Кочани во околината на споменикот на Слободата. Спакувани во соодветни кеси за таа намена, отпадоците кои ја наградуваа природната околина на ридот Лукубија завршија во тракторските приколки на Кочанското комунално предпријатие. За учество во оваа активност, младите ги мобилизираше невладината организација Центар за комуникација и култура на ромите, Светла иднина, во рамки на проектот Младите успеваат заедно. Освен еколошката цел, еден од мотивите за организирање на акцијата е да се промовира единството помеѓу младите во давањето придонес за здрава животна околина. Се планира уште една еколошка акција да има, но таа ќе биде некаде околу септември месец се планира, а инаку другите активности се продолжуваат според планот кој што е предвиден во проектот. Кои младинци беа вклучени? Имаше млади од средните училишта, Ѓошо Викентиев и Љупчо Сантов. Имавме млади од невладини организации, од Романо Вило имаше, од Авена, исто активисти имавме од Црвен крст, од боречкиот клуб Спартак и млади, онака кои што не припаѓаат во ниедна група, али сепак сакаат нели волонтерски да помогнат во акцијата и исто голема благодарност и до нив. Акцијата за расчистување на споменикот е поддржана од општина Кочани, како и од комуналното предпријатие Водовод, кое обезбеди механизација и своји екипи за собирање и транспорт на отпадоците.